Имате ли некоја препорака како да иницираме најмладите да бидат уште поверни кон книгата? Еден апел до родителите, наставниците. Видите, прво тоа треба општествената заедница треба да се тука да поведе повеќе. Јас колку сега последниве 2 години гледам дека се посветува внимание на литературата за деца, говорам сега, да говориме за нејзе. Министерство за култура во последните 2-3 години го одврза кесето и не само што пушти малку повеќе пари за литературата за деца, туку почна да прави некои проекти за нашата литература за деца да излезе и надвор од границите на Македонија. Ми беше зборот дека општествената заедница, прво пред се семејството, родителите, треба да знаат да видат што читат нивните деца. Треба да им ги купуваат, меѓутоа тоа значи треба и они да читат. Во секој дом, ако нема библиотека, ако нема семејна библиотека, има во градот, треба децата да се иницира уште во семејството. Ако се препуштат само на улицата, а училиштето гледаме колку, веќе се научиме дека училиштето само лектирите ги читаат. И да се прават такви книги на децата кои што децата ќе бидат заинтересирани, да им се дадат таква книга што навистина децата ќе им се допадна. А во последно време гледам дека автори за детската литература се помалку има. Последниот или најмлад од сите тие е Горијан Петрески, кој е роден 51 година. Тако подолго. Значи, нека немаме многу автори или што е работата? Видите се што се случи. Имаме ли автори сега во моментот многу? Доволно? Прво, во како да ви кажам се, јас кога бе директор, ние распишуваме конкурс за нови имиња во литературата за деца. За роман, за сказна, за песна, да се јави. Многу малку се јавија. Се обидовме да најдеме причината. Причината беше во тоа што издавачите некако повеќе објавуваат комерцијални изданија за возрастни. Ево вие, да речеме, Крив правец, не знам тие што се губија тој, не знам што, некоја шунт литература, кај што може да се заработи. Вика, чинат дека освен лектирата на детската книга не може многу да заработи. Критиката, например. Исто, немаме ние критика за литературата за деца. Друштво на писателите на Македонија, кај што сум член од 70-та година. И тие се ја терат на својата страна. Повеќе фестивали, разни карвани, кидат негде, ќе се најадат, ќе се напијат, разни манифестации, секој преку 3 недели те таква награда, ваква награда, а децата не се присутни, тие што треба да ја сакат книгата. Се само за возрастни прават. Многу малку има манифестации за деца. Освен неколку преку Советот за грижи и воспитување на децата ги прави од Скопје, неколку такви. Порано имаше доста такви манифестации. Сега нема. По она што ми го зборите, господине Донев, за едно од 15 на години во Македонија ќе нема писател за детска литература? Па, видите да ви кажам, ние дури се обидовме во детска радост да натераме и некои автори за деца, за возрастни, да напишат книга за деца. Што се случи? Одлични автори за деца направија многу лоши возрастни автори за возрастна литература направија многу лоши книги за деца. Меѓутоа, на некои им се виде дека тоа, вие ме поставите дали е полесно или потешко да се пишува. Дали пишува за возрастни или за деца е исто, со таа разлика што за деца е малку потешко да се пишува. Меѓутоа, тие се залажеа, мислеа дека е полесно, па подпаднаа и како автори за возрастни и станаа лоши писатели за деца. На некои дури книгите влегува во лектира, да не ги именувам сега, меѓутоа не можат децата да ги прифатат тие книги. Што знам сега, дали треба да се стимулира некако материјално тука, дали треба да порано се доделува некои награди за литература за деца, имаше Радио Скопје, даваше на Стушки вечери, имаше манифестација детски дел. Гоцеви денови имаше курирче на времето кога бевме Југославија. Нели, сега постојат едни змаеви игри кои се на ниво на Југославија, тие мостови не се разрушени. Ама кај нас нема таква манифестација кај што да речеме децата би биле во центарот на вниманието, ама тоа треба нели или општеството или преку Друштво на писатели на Македонија.